Семејното насилство повеќе нема да остане зад затворени врати, скриено зад зидовите на тишината и стравот, со најновите предлог измени на кривичниот законник кои ги подготвува Министерството за правда. Сега насилникот ќе може да се гони по службена должност, дури и без жртвата да поднесе пријава. Доволно ќе биде сведокот, сосед, роднина, пријател, случаен минувач да пријави семејно насилство, институциите ќе бидат должни да реагираат. До сега често се случуваше жртвата соочена со трауми, заплашување или економска зависност да се повлече од поставката со што насилникот останува неказнет. Според статистичките податоци од Министерството за внатрешни работи во првите 6 месеци од годинава, извршени се вкупно 512 кривични дела во врска со семејно насилство, од кои најголемиот број од случаите се извршени од страна на мажите, вкупно 474, кои повеќето завршиле со телесни повреди. Од невладините организации ја поздравуваат одлуката за ваквата измена и очекуваат да донесе поголема сигурност за жртвите и сериозен институционален пристап кон семејното насилство. И политичките партии даваат поддршка за новите измени, сметаат дека оваа законска измена ќе ја заекне борбата со семејното насилство. Очекуваат да бидат подобрени одредени действија во делот на семејното насилство. Семејното насилство е општествен проблем кој бара институционален одговор. Со предложените измени на кривичниот законник правиме клучен чекор напред во заштитата на жртвите, особено на жените и другите ранливи групи. Повеќе нема да се бара храброст од жртвата за да поднесе пријава. Сега храброста и одговорноста се на државата, посочуваат од Министерството за правда. Од јануари до јуни 2025 година извршени се вкупно 512 кривични дела во врска со семејното насилство, од кои најголемиот број или 336 завршиле со телесна повреда, 158 случаи со загрозување на сигурноста, 9 со тешка телесна повреда, 3 со убиство и по 2 со убиство во обид, присилба, противправно лишување од слобода. Најголем број од кривичните дела се извршени од страна на мажи, вкупно 474, а од жени 55 случаи. Најголем дел од кривичните дела во семејното насилство се извршени од страна на сопругот, 223 случаи. Потоа следуваат случаите кои се извршени од сопругите, од децата, од родителите и од поранешните партнери. Вкупно 176 кривични дела на семејно насилство се извршени под дејство на расстройство, 80 дела под дејство на алкохол, 2 дела под дејство на дрога и 70 случаи под други дејства. Младите во Европската Унија домот на своите родители го напуштаат на просечна возраст од 26,2 години. Генерално, младите од северот порано го напуштаат домот на родителите, споредено со младите од појужните држави. Најдолго во домот на родителите остануваат младите во Црна Гора, во просек до својата 33,3 година. Најрано го напуштаат младите во Финска, во просек на 21 година. Македонците во просек остануваат да живеат со своите родители до својата 32 година. Во 2024 година младите на ниво на Европска Унија во просек го напуштиле домот на своите родители на 26 години, што е благо намалување во споредба со претходната 2023 година, покажуваат најновите податоци на Евростат, објавени во септември годинава. Најдолго во просек на домот на родителите остануваат младите во Хрватска до 31,1 година. Потоа следуваат Словачка, Грција, Италија и Шпанија на 30 години. Спротивно на тоа, најрано го напуштаат домот на родителите младите во Финска во просек на 21 година, пошто следуваат Данска и Шведска. Податоците на Евростат покажуваат дека од 2022 година оваа просечна возраст благо флуктуира помеѓу најниска и највисока од 26 години. Францускиот председател Емануел Макрон остро ја критикуваше владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху за нејзиниот став во врска со војната во Газа, нагласувајќи дека судбината на цивилите и заложниците не смее да се остави на Унија за кој ослободувањето на заложниците не е приоритет. Првиот приоритет на Нетањаху не е ослободувањето на заложниците, инаку немаше да ја започне најновата офанзива врз Газа или да ги таргетира преговарачите во Катар, рече Макрон. Тој нагласи дека тоталната војна убива цивили, но не го уништува Хамас и дека и покрај повторените израелски напади, палестинската група се уште има капацитет да се бори, додека го повтори повикот на Франција за решавање на огнот во Газа, нагласувајќи дека целта на признавањето на палестинска држава е да се оживее мировниот процес. Францускиот председател ги повика Соединетите Американски држави, единствената земја со конкретни средства за вршење притисок, да го принудат Израел да го промени курсот
додавајќи дека ако тоа не успее, европските земји ќе мора да размислат за санкции. Макрон предупреди дека секој израелски потек за анексија на окупираниот Западен брег би представувал црвена линија за Франција. Додаде дека затворањето на францускиот конзулат во Ерусалим би било сериозна грешка. Хонг Конг повторно воспостави летови од својата меѓународна аеродромска инфраструктура, додека градот се опоравува од супер тајфунот Рагаса, кој на почетокот од неделата погоди делови од Филипините, Тајван и Јужна Кина. Аеродромот, училиштата, компаниите и јавниот транспорт во Хонг Конг беа затворени речиси 1,5 ден поради ударот на Рагаса, кој претходно предизвика огромна штета на Филипините и Тајван, каде што официјално се потврдени 14 загинати лица. Најсилниот тропски циклон во светот оваа година потоа удри во Јужна Кина, погодувајќи ги градот Јангџијанг и Хонг Конг, каде што повеќе од 100 лица се повредени. Огромни бранови вчера го зафатија источниот и јужниот брег на Хонг Конг, предизвикувајќи поплави што потопија патишта и стамбени објекти. Властите на Хонг Конг соопштија дека работат на поправка на оштетените патишта, расчистување на речиси 2000 урнати дрвја и решавање на близу 100 пријавени случаи на поплави. Рагаса се споредува со тајфунот Хато од 2017 година и тајфунот Мангхут од 2018, кој предизвикаа штета од повеќе милијарди долари. Денеска во поплавнивните часови ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Од утре до понеделник нашето подрачје ќе биде под влијание на циклонска активност и ќе има позначителна промена на времето, соопшти управата за хидрометролошки работи. Ќе преовладува претежно облачно и посвежо време со повремени врнежи од дожд. Локално врнежите ќе бидат поројни и пообилни, проследени со грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе опадне за 8 до 10 степени во однос на денешната. Во Скопје од утре до понеделник времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд. Во делови од котлината ќе биде нестабилно со пообилен пороен дожд, проследен со појава на грмежи и засилен ветер.